студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Вечерва нов протест на иницијативата кој е следен, овој пат повод е одлуката на судијата Ферати, кој пресуди 2 години казна за возачот кој на пешачки премиња прегази 22-годишната Теодора. За пораките Тамара Дичовска. Да, пораките од денешниот протест, како името на иницијативата, кој е следен, системот е следен, доста беше смрт, беа пораките кои што ги испратија од денешниот протест организаторите, но и граѓаните кои што одлучија да им се придружат на протестот на иницијативата кој е следен, парајки системски промени во државата. Протестот започна во 18 часот од пред владата, па граѓаните кои што протестира отидоа и до судскиот совет, до собранието и на крајот протестот заврши пред кривичниот суд. Тука своје обраќање има и дел од организаторите кои што воедно во нивните говори посочија дека не се ничиви платеници, туку само бараат правда за сите оние несреќи жртви кои што се случија изминативе години во Македонија. Пред кривичниот суд се чита имињата на сите трагично загинати од несреќата во Кучани, несреќата кај Ласкарци, несреќата автобуската несреќа Бесатранс, пожарот во модуларната болница, но и сите сообраќајни несреќи кои што резултираа со човечки жртви по улиците и патиштата на Македонија. Од иницијативата претходно напиша дека им се извинуваат на сите граѓани кои што во изминативе 35 години државата изградила систем кој свирепо ги убива своите деца, ги загадува градовите и ја осиромашува нашата држава. Тие денеска пред почетокот на протестот ги кажа нивните барања, а во продолжение ги слушаме. Апелирам до сите граѓани да го кренат својот глас и да кренеме глас против неправдите, конечно да добиеме правда во ова место каде што живееме и безбедност во истото. Благодарам. За денешниот собир, кои се денешните барања? Конкретно се барањата и уште претходно што ги имавме напоменато како е инспекторат, еден број на кој ќе ги добиеме сите инспекторати истовремено. Понатаму имаме барања за безбеден град, како спорници во ведување, светлосна сигнализација, граничници на тротоарите и така натаму. Тоа е цел проект наречен Визија 0 кој има едно 20 барања. Така, синоќа од иницијативата во изјава кажа дека и преку денешниот протест ќе се бара правда и одговорност околу судската пресуда која беше донесена пред 2 дена, односно 2 години затворска казна за возачот кој што ја прегази 22-годишната Теодора Ристовска во Тетово, а сепак денеска од семејството на прегазината Теодора се оградија од протестот. Маријан? Благодарам Тамара Дичовска за вечерашниот протест. А судиите од Тетово застанаа во одбрана на нивниот колега. Бараат да запрат коментарите, бидејќи според нив работел по закон. И судскиот совет на слична линија. Судскиот совет нема став за 2-годишната затворска казна изречена од судијата Елведин Ферати. Ја завршиле анализата на предметот, но во своето соопштение само редоследно пренесуваат како се одвивал целиот судски случај кој заврши со 2-годишна затворска казна за обвинетиот Пајазити, кој на пешачки премин удри во 22-годишната тетовчанка Теодора. Појаснуваат дека построга казна не можела да биде досудена заради одлуките на апелациониот и Врховниот суд. Намалување на претходната казна од 3,5 години побарало обвинителството. Против пресудата на Основниот суд Тетово од 30 ноември 2023, жалба до апелациониот суд Гостивар изјавил обвинетиот. Судот одржал јавна седница на која јавниот обвинител од Вишото јавно обвинителство Гостивар предложил делумно да се уважи жалбата на обвинетиот на начин што на обвинетиот ќе му изрече поблага кривична санкција. Од судски појаснуваат дека 2-годишната затворска казна се уште не е правосилна, па секоја интервенција може да се смета како притисок. Во меѓувреме, во одбрана на судијата Ферати застанаа неговите колеги од Тетовскиот суд. Појаснуваат дека обвинителството го гонело возачот за кривично дело од небрежност. Повисокиот суд му ја намалил казната, а Врховниот предметот го вратил на ново судење. Токму одлуката на Врховниот суд оневозможила построга казна за обвинетиот Пајазити. Судијата во повторената постапка обвинетиот го осудил со максимална дозволена казна затвор, имајќи ја во предвид забраната заменување на полошо.
Поради тоа апелираме до сите чинители во општеството да се воздржат од неоправдани коментари и да не се користи оваа пресуда за неосновани напади и јавен линч на судиите кои постапувале во конкретниот предмет. Семејството на починатата Теодора се заблагодари за поддршката од премиерот кој побара судскиот совет да го анализира случајот. Двегодишната затворска казна за возачот ја сметаат за срамна и скандалозна, а како што велат се сомневали и во корупција. Како семејство имаме сомнеж дека позади оваа пресуда стојат политика, мито и корупција. Ние силно и натаму ќе се бориме за правда за Теодора. Исто така, јавно сакаме да прашаме зошто иницијативата како кој е следен немаат покажано никаков интерес за нашиот случај, а само наводно се борат против трулиот и корумпиран систем. Судијата Елведин Ферати во понеделникот ја изрече двегодишната затворска казна за Менсур Пајазити, кој пред 3 години на пешачки во Тетово удри во 22-годишната Теодора. При изрекување на пресудата рече дека возачот признал вина, изразил жалење, а до тогаш и не било судуван. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Градежници утрово работејќи на зграда урнале зид од соседната зграда. Случајот е пријавен, а од општината најавија дека инспектори на увид ќе има утре. Примети пред лифтот имаше огромна количина на бетон. Свеж бетон. Пријавив таму кај што требаше да пријавам. Реагиравме, ги викнав луѓе во што градат до нас, пошто не знам никој се, ништо се, никако се. И тие дори се чудеа, вика, ние се чудиме кај ни бега бетонот. А бетонот им бегал кај нас, по скали. Пробиен цел зид, со цела инсталација, струја, интернет, а све што има, и бетонот по скали се симнал до приземје доле. Се реагираше, дојдеа луѓето, почна да чистат, почна да прават, и како што е редот, си викна полиција, си викна инспектор од општина Ѓорче Петров, кој ќе дојде утре, пошто денеска бил зафатен. 43 осомничени за измама со брзи кредити, со туѓи лични податоци и лажни документи подигнале 50.000 евра. Помеѓу осомничените има и службено лице од Фондот за здравствено осигурување кое оддавало податоци за оштетените. Фалсификувале лични карти и со нив подигнувале брзи кредити на туѓо име. 43 лица ќе одговараат кривично во големата акција на полицијата и обвинителството. Дел од осомничените спротивно на условите утврдени со закон и без согласност на граѓаните користеле туѓи лични податоци, правеле лажни јавни исправи и преправале вистински јавни исправи со намера таквите исправи да се употребат како вистински. Со внесување невистините податоци во информатичките системи за десетина различни друштва за брзи кредити, како и со фалсификување на електронски потписи без знаење на оштетените на нивно име зеле кредити, создавајќи им обврска на лицата да ги враќаат наводно позајмените средства. Меѓу осомничените и вработен во Фондот за здравствено осигурување. Неговата задача била да краде лични податоци од осигурениците со кои потоа тие без нивно знаење биле фиктивно вработувани за да станат кредитоспособни, пошто на нивно име со фалсификувани документи се подигнувале брзи кредити. Ваквите лажни податоци лицата ги користеле за да подигнат и по неколку кредити од различни друштва во еден ден, со што прибавувале значителна имотна корист. Потоа парите ги извлекувале од сметка и во најголем дел ги давале на осомничените организатори на ваквите измами. Се вели во соопштението на обвинителството, каде се додава дека вкупната штета надминува 3 милиони денари. Оттаму велат дека за четворица осомничени, меѓу кои вработениот во фондот, ќе бидат поднесени кривични пријави за фалсификување, злоупотреба на лични податоци и измама. За тројца е побаран притвор, а четвртиот е веќе во шутка за друго дело. Останатите 39 осомничени ќе одговараат за помагање. Александар Спасовски, Сител телевизија. Нова криза со недостиг на терапија на онкологија, речи си 1 месец нема биолошка терапија. Надлежните велат дека тендерските процедури биле во тек. Тендерот беше многу касно објавен. Не знам од кои причини тоа беше така, бидејќи ние веќе во почетокот на февруари знаевме дека терапија нема да има доволно.
Само се надевам дека откако веќе е започната целата процедура сега, дека ова нема да се одложи после празниците и дека ќе успеат да го завршат бидејќи се чека од Министерството за здравство сега, да пациентите добијат терапија пред празниците, да тоа не се одолжи повеќе и да биде веќе 1 мај. Буџетот се зголеми, огромна благодарност за тоа што имаме поголем буџет оваа година за онколошките пациенти. Меѓутоа сега за сега веќе не осеќаме некаков плюс од тоа што ни го зголемија буџетот. Нови вработувања на клиниката за онкологија нема. Иако постојано апелираме дека таму има проблем со гужви и има потреба од дополнителен персонал, се уште и оние вработени кои што се на клиниката со договори на дело, односно не се вработени, се уште нема одобрување да бидат вработени и јас навистина не знам кога веќе е ветено нешто дека ќе се случи, зошто чекаме. Премиерот Мицкоски имал телефонски разговор со американскиот државен секретар за економија. Се согласиле да продолжат да го развиваат стратешкото и економското партнерство помеѓу двете земји, без да открива детали. Министерката за финансии пак вели дека тарифите на САД се главна тема, но без голема загриженост од и според оценките, најпогодени од одлуката ќе бидат токму американците. Во духот на блиското македонско-американско партнерство потврдивме дека нашите односи се цврсти, пријателски и исполнети со заемна доверба, при што истакнав и дека стратешкото партнерство со САД е врвен приоритет за владата. Се согласивме да продолжиме да го развиваме стратешкото и економско партнерство помеѓу двете земји, напиша Мицкоски на Facebook. Во продолжение блог вести од светот.